Секогаш нели даваме корисни совети за тоа како да се пополни нашето слободно време, па ово утро ќе дадеме препораки за добри наслови, односно со кој добар наслов, која убава книга да го пополниме нашето слободно време, особено во овие празнични периоди кога многумина од нас всушност и имаат слободно време, па верувам дека на тој начин и ќе доловиме на самата празнична атмосфера и магична атмосфера. Многу повеќе во продолжение за тоа кои се најбарани наслови во овој период и која книга вреди да се прочита, многу повеќе ќе слушнеме од мојата денешна гостинка Ивана Бажиновска. Да и посакаме добро утро. Добро утро, добро ме дојдовте. Добро ве најдовме. Благодариме што сме овде. Имаме можност да направиме едно вакво убаво вклучување. Имаме добри наслови пред нас. Се подготвивме пред самото вклучување. Дали станува збор за најбарани наслови? Па мене ако ме прашаш, да. Да, и нови, најбарани. Имаме ние уште неколку божи книзимски книги. Реално во овој период највеќе се бараат такви и за најмалите и за нас возрастните. Па и најмногу верувам дека привлекува самата корица на книгата. Корицата и насловите, да. Да, баш кај што секој што влегува во овој период, божи книги има, да. Затоа и го правиме ова вклучување, да дадеме некои идеи на нашите гледачи. Првиот наслов е Скриено во снегот. Пред самото вклучување ми напоменавте дека ја имате всушност прочитано. Каква приказна ни носи овој наслов? Тоа е трилер. Еден од моите омилени жанрови, можеби периодов не е баш за трилери, меѓутоа секој наслов или корица што содржи снег, божик и слично, мене ми се омилени за овој период. Тоа е еден од подобрите трилери кои што воопшто ги имам прочитано. Скандинавски автори, скандинавците се познати по тоа што пишуваат мрачни и тешки трилери, нешто што ми е фах. Има и други наслови кои што ги одвоивте како најбарани или пак најинтересни? И најинтересни и најбарани, да. Ти кажав, имаме и други божикни, меѓутоа овој пат одлучив баш овие да ги одвоја. Малата божикна библиотека е извонредна книга. Сега ја читам, прво насловот ми беше извонреден, исто и книгата. Предобра е. Зашто всушност станува збор? За мала божикна библиотека. За една библиотекарка, книжарка како мене, која што ги сака и ги цени и ги чува книгите исто како мене. Се пронајдовте во книгата. Уште една книга која издвоивте, Завеани во љубов. Во љубов. Тоа се и завеани за божики, завеани во љубов и овие книги имаат некоја топлина, не знам, мечтател сум овој период, ја сакам магијата на овие празници, сакам бел божик, сакам романса, можеби не изгледам така, сакам. Ова е вреде да се прочита. Кажете ми за кој ги препорачувате најмногу овие наслови? Јас никогаш не сум одредувала старосна граница кога се работи за книгите, затоа што секојдневно сум во комуникација со читатели, значи од 12-13 години па до 70 и кусур имам од сите категории купувачи и пријатели кои што ги стекнав овде. Едни од омилените ми се 2-3 пријателки, пензионерки се трите, секој месец доаѓаат, сите три купуваат различна книга па си ја менуваат. 3 ќе прочитаат овој месец, па следниот месец доаѓаат уште по 3. Ниф им ги препорачав овие 3, па чекам да видам што ќе кажат. Верувам дека ќе има позитивна повратна енергија токму од книгите. Напоменавте секојдневно сум во комуникација со читатели. Дали ги има навистина голем број на читатели во овој период? Има не само во овој период, општо има многу луѓе кои што читаат. Ти кажав, извонредни пријателства излегува од антолог и од книжевните групи на Facebook. Многу сме читатели, да, не има доста и средби, иницираме, дискутираме за книги со книжевни клубови. Има, мене тоа ме радува, доста има читатели. Има ли дечиња, можеби? Дали има заинтересираност за детската литература? Има и знаеш зашто има? Затоа што издавачиве се трудат се повеќе да им ги доближат книгите на децата. Еве, ти реков и пред да почнеме да снимаме, дзирни ги овие 3, какви илустрации имаат, какви приказни, не може да не сака да чита. Може ли подетално да кажеме за каква детска литература станува збор? Исто како и за возрастните и за децата не можам да одделам категорија. Сега да, ние имаме книги за тинејџери, имаме книги за
од 0 до 3, од 3 до 6 години. Меѓутоа, овие три, еве, јас и на моите би им дала да ги разлистаат, иако се веќе големи, затоа што се случи, си беше еднаш на Божи подарокот, кој ќе го направи снегот, насловите привлекуваат, без разлика која е возраста, и ти да ги прочиташ. Да, верувам дека е така, навистина првиот впечаток нели не привлекува, односно самиот изглед на корицата и насловот, како што напоменавте. Велите дека има навистина доста број на читатели во овој период, не само во овој период, генерално и дека се читаат книги. Како се стекнува на навика за читање на книги? Дали сметате дека малку е тешко да се стекне таа навика во денешно време со самата модерна технологија и дигитализација? Тешко е, и за децата е тешко, и за возрастните е тешко. Имам јас, нели, пријатели кои што не се читатели, иако повеќе ги преферирам другиве, затоа што сакам да дискутирам за книги. Конкретно јас одбирам да не гледам телевизија и да поминам што помалку време на телефон, затоа што многу сакам да читам. Сега со децава е тоа малце потешко, затоа што нели и TikTok и YouTube све е поинтересно од книги, ама се трудам да давам максимум од себе. Верувам и таа навика стекнавте од дет, од мали нозе. Да, од мала читам. Јас читам од мала. Направив некоја пауза, некоја верзија ми направија еден период према книги, а сега се враќам во полна барја. Пред самиот крај, што им препорачувате на родителите со малите дечиња? Како да ги навикнат повеќе во нивните раце да имаат книги и убави, добри наслови, наместо телефоните и модерната технологија? Знаеш, јас како пробувам да ги навикнам децата кои што ми се блиски, на роднини, на пријатели, па и мојта, ќе скратам во нешто благо и грицки од пакетчето и ќе ставам една од овие три книгички. Обратна психологија. Обратна психологија. Ти благодарам за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да дадеме добри препораки на нашите гледачи. Исто, Марија, добро дојдени сте во било кое време. Благодарам уште еднаш. Се надевам беше интересно вклучување и дадовме убави препораки за сите кои што се утринава се заедно со нас.